Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите програмата на ТВ телевизија и го следите најновото и последно за оваа сезона издание на Јокламата, кој што во целост ќе го посветиме прети се на нашиот убав град Охрид. Со мене гостин во Јокламата, мојата колешка Валентина Неловска, и кој подобро ќе раскаже приказната за Охрид, ако не мојата колешка, и преку нејзиното најново дело посветено на нашиот град, сагата за Охрид. Чест, задоволство ми што сум и гостинка во Јокламата и еден супер начин да го заокружиме овој циклус на издание на Јокламата. Малку охријани да поднаучат за нашиот град, а ти да се подсетиш. Добар ден и добре ми дојде во Јокламата. Благодарам, Крсте, за убавата најава, за убавите зборови. Мене ми е задоволство што ево за прв пат сум во Јоклама, твој гостин. Така. Години наназад, тема на интерес и она за што работиш, ти е токму градот Охрид. Не само градот како место каде што живееме, туку луѓето, објектите, уметноста, културата, архитектурата, се она што прави еден град да знае да диши, да умее да диши, да умее да живее. Меѓутоа, не само во ова време во кое што сега живееме, туку раскажуваш приказни од минатото. Толку ли навистина го сакаш град? Да. Охрид е мојата голема љубов. Нема да бидам нити нескромна, нити нешто да кажам ново или нешто што е лага. Охрид е мојата голема љубов. Така, би живеела некаде на друго место? Не. Иако можеби во животот сум имала можности, Охрид не би го менувала никогаш за ниеден друг град. Се пропатувала доста и си видела и други градови, има ли нешто налик на Охрид? Па не. Охрид е единствен. Како што имам таму наведено со своите несовршени сокаци и улички, со својата светлина, магија, е единствен и неповторлив, мислечи. Така, повеќе од 100 емисии му имаш посветено токму на нашиот град. Сигурно се многу повеќе. Многу повеќе. Му посветив на градот 14 циклуси. 14 циклуси, тоа се некаде по 50 емисии во сезона. А се повеќе од... Многу повеќе од 100 Да, многу повеќе од 100. А само 35 се поместени во сага за Охрид. Како ти дојде насловот? Па, искрено да кажам, доста размислував. Имаше повеќе опции, ама сепак една недовршена приказ на Охрид. Нема, да кажам, ни почеток, ни крај, тоа во континуитет тече. Значи, приказната за Охрид, за она урбана историја која што е својствена за нашиот град, е непрекинлив процес. Ние кои што, ево, ќе кажам, кои што сме обични смртници, кои што си живееме во градов и знаеме да кажеме, времето си минува, времето не гази. Меѓутоа, за тоа колку сме ситни, колку сме од една страна беззначајни, меѓутоа од друга страна многу значајни, ти можеш заедно со историчарите, секако да не ги заборавиме, да имаш, впрочем, и најубав увид. Си можела со сите оние истражувања кои што си ги правела за емисиите, да видиш колку градов наш се менувал. Да, се менувал многу. Низ историјата се менувал многу. И тоа е нормално еден процес кој што е својствен за сите живи градови, кои што дишат, кои што живеат и луѓето нормално во него. Ке спотсетам на една крилатица, се вели човек заборава ако може, а се сеќава ако сака. Јас сакав да се сеќавам за минатото на нашиот град и преку моите, да кажам, соговорници, тоа се граѓани, жители на Охрид, по возраст, историчари, откривав многу интересни делови, кои што мене ме интересирале, ми значеле и сум мислела дека можеби ќе се интересни за
Има ли Валентина Значите, омилен дел од слушателите. Охрид? Искрено сега неодам направив една топ листа на 10 места кои што ми се локации кои што ми се така значајни. Прво место е за мене, тоа е местото пред Палас. Значи пред сега хотелот Палас, бидејќи тука сум израсната, тука поголемиот дел од моето детство, од младоста помина и тој е нераскинлив дел од мојот живот. Во моите сеќавања се уште трендафилите, големите стебла на дрва кои што јас како дете сум се засолнувала пред паѓањето на некои дошти. Тие уште ми се во моето сеќавање, во моето битие. Има многу. Тука се Канео, Плаушник, Самуиловата тврдина, погледот на Охрид од плажата, сега каде што е Куба Либре. Понатака Лабино, Билјанин извори. Јас ако ти кажам, Билјанин извори ми се нераскинлив дел од моето детство, од спомените на моите брати, сестра и баба ми како не водила на Билјанин извори и сме играле бадминтон, сме трчале низ дрвијата, низ тие таму крошни, исто големи, столетни дрвија. Се е тоа запишано ми се чини во моите спомени за Охрид. Јас ако ти кажам кое ми е омилено место од Охрид, на кое што најмногу се сеќавам, сега за жал го нема веќе, тоа е старата автобуска станица. Да, и тоа е дел од можеби не само ради објектот, не можеби ради објектот толку многу колку липите кои што беа, кои што водеа. Липите, мирисот на посебно во јули после дожд. Да, тоа се нераскинливи. Чинарот. Така. Има многу места. Така, навистина многу места. Да не зборувам за делови од стариот дел од градот. Киното. Така. Од кино Бавча до старото кино. Да. Имам места кои што можеби ево и нашите гледачите на твојата емисија можеби ќе ги подсетиме на тие подзаборавени моменти од пулсирањето на градот. Така. Кога се одлучи да ја пишуваш сагата на Охрид, буквално пред себе си зададе една, можам слободно кажам, невозможна мисија, бидејќи имаш материјали сега ако тие циклуси кои што ги кажа и емисии кои што се многу повеќе од 100, ти требаше да ги срочиш во нешто пишано, енциклопедија ќе беше буквално. Ми беше тешко да изберам што ќе поместам на 100 страници. Што беше пресудно за да го направиш изборот? Дали оние најсвежи сеќавања и средби со луѓе кои што си ги имала или интересот кој што приказните, кој што ги раскажа го пробудија? Интересот на гледачите и она што јас сметав дека можеби ќе предизвика кај читателите интереси, сакав на еден начин да го зачувам во сагата за Охрид. Значи во таа летописен период на одживењето на нашиот град да остане за идните генерации. Ама пред ова морам да спомнам дека како дојде до идејата. Морам да го споменам нашиот колега Петар Алексовски во монтажа. Еден ден само ми рече: Валентина, немој да оставиш од овие материјали може да се направи убава книга. И тогаш почнав да размислувам. Иако поинтензивно да кажам, иако желбата да напишам нешто во мојата новинарска професионална кариера беше одавна присутна. Така. Ама тоа ми беше една, да кажем, една иницијална каписла да почнам да размислувам и навистина сага за Охрид е долг процес на размислување, на обмислување. Така, ништо не е случајно и изборот не е случајен. Не се само местата, не се само локациите, не се само објектите, централно место во сагата за Охрид и прочем и во сите оние емисии кои што си береш се луѓето. Луѓето, да. И ние барем кои што сме сега живи, кои што живееме во овие времиња,
Конкретно за Охрид, кои ќе ни зборуваат медиумите кои ќе ни пишуваат и кои ќе слушаме по телевизиите, каде има соживот, каде нема соживот. Ние живееме во таква мултиетничка заедница. Каков печаток имаш? Се сакаме ли луѓето во Охрид? Да, луѓето се сакаме. Ќе речат дека сме чудни луѓе однадвор кои ќе дојдат. Ние сме стварно интересна сорта. Можеби Да, охриѓани се специфични. Можеби другите не ги сакаме, меѓутоа меѓу себе дали се сакаме. Се сакаме. На крајот од сага за Охрид е поместена емисијата посветена на малата каде што Сурѓун Мала, така каде што еден дел од мојот живот израсна од младоста, каде што има многу другари, другарки од да кажам мешан етникум. По некој збор ќе употребевме дали турски, дали албански. И уште ги имаме турските зборови. И уште ги имаме и уште се почитуваме, иако за жал можеби не сум таму често присутна, но сепак тие пријателства, таа врска која што некогаш била жива е нераскинлива и денес. Така да може да дојдат и да учат за соживот. Да, навистина. Постои соживот, постои почит меѓусебна и мислам дека се уште тоа го има. постои. Да. Така имам таму напишано дека уште како дете јајцата, баклавите за Великден и Бајрам, така се разменувале, или мајката на еден наш другар за сите беше Аначе, ние сите ја викавме Анаџе. Иако тоа на турски значеше мајче. Да. Така, тие детски игри, криенки, театар, се уште се живи во спомените. Сега кога зборуваат, ја сум пораснал во куќа која што е од турско семејство, поголем дел од детството сум го поминал таму и сега ми е, не знам, непојмливо ми е кога зборуваат за некакви тензии, за нешто. Не, тоа го прават претежно политичарите и политиката. Иначе мислам дека луѓето се уште се почитуваат и се сакаат и се уште важи она или си човек или не си. Не си човек, така. Ќе останеме на тема луѓе и ликови кои што некои се уште тука, некои меѓутоа ето за жал ги нема. Колку секоја приказна од која ќе завршеше и со снимањата и со било кој начин на запишување на податоци, дали ќе ги пишеше, дали ќе го слушаше материјалот, колку дозволуваше да те погоди? И колку успеваше да останеш имуна на раскажувањата? Вака, во сиве овие емисии видов многу насолзени очи, многу искрени солзи. Нема да се стравам да кажам дека многу и јас бев понесена од тие емоции, не бев, да кажам, имуна. И живеев долго и се уште секоја приказна, секоја, верувајте ми дека емисија јас ја паметам. Ја паметам секој момент од снимањето, од разговорот, од емоциите, ја доживував на свој начин и ја паметам. И мислам дека тоа е резултати. Така. Сите тие емоции се собрани и резултат е сага за Охрид. Така. Охрид важи и за, можеме ето слободно да кажем, за културен центар. И културата не ни е својствена само сега, во овај период во кој што ние живееме. Културата, музиката, танците, посебно место зазема, книжевноста, посебно место во книгата зазема. Од објектите културни до настаните културни, до луѓето кои што без нив ништо не би можело, кои придонеле за културниот подем на нашиот град. Ми се чини дека Охрид ја има таа магија како центар, како и духовен, и природен, и културен, кој што ги мотивира луѓето да создаваат, да творат, да бидат еден, бар јас така тоа го сваќам, да бидат дел од тоа милениумско постоење на градот. Ако сватиме, мислам, ако прочитаме и ако сватиме дека Охрид ги дал
првиот фотограф, да речеме, или Така. плејада се, да не ги набројува, можеби не е фер према сите луѓе кои што со нешто биле пионери и нешто дали свој придонес не само за охридската, македонската, туку и за балканската и светската јавност. Исто така, многу интересен момент, она што ми остави впечаток од твојата книга, е вниманието кое што го имаш посветено на музиката во Охрид. Од Садиловци до песните, до како настанале одредени песни познати, повеќе за нас за охриѓани, меѓутоа помалку надвор, меѓутоа песни кои што се уште се пеат. Тука е и Викторија Поп-Стефанија, значи жената која што оставила запишано и зачувала од незаборав голем број на песни, поговорки, гатанки, кои што се специфични само за нашето поднебие. За нашиот регион. Жалиш ли што ќе имаме случаи, а сигурно ќе имаме случаи, со оглед на тоа што постојат се уште вакви луѓе во нашиот град кои што се едни своевидни чувари на нематеријалното културно наследство и дека ако тоа не се документира, ќе си успеала некој, ќе се заборави. Колку успеале тие на нивните потомци да пренесат, тоа е веќе друга тема за дискусија, меѓутоа ќе загубиме многу. Навистина е многу тешко да доприш, не е едноставно да доприш до душата на луѓето, да се отворат и да споделат моменти и од својот живот или од своите предци. Тоа не е ни малку едноставно. Нити за мене како новинар. Така. Ама не, и секој не прифаќа да биде, да кажам, да застане пред камера или пред друг и да ја соголи душата на некој начин. Тоа е многу тешко, не е едноставно. Јас во овој момент им благодарам на сите кои што ми овозможиле, ми отвориле нивната душа. И ја споделиле во интерес на идните генерации да ги зачуваат спомените на своите предци или на она што тие го направиле и оставиле како дел од културата, културното наследство на градот. Бидејќи станува збор веќе сега за пишано дело, колку историја, колку историски факти, колку урбани митови, колку разговори, колку приказни и кој е рецептот да се од сите овие работи да се искористи вистинската, да се стави вистинската доза за да се добие сагата за Охрид. Бидејќи има од се по нешто, од фактографија до приказни, до урбани митови, до... Јас сум навистина среќна што мојата голема љубов кон историјата, а која што за жал или за среќа, сега не знам од овој аспект како би го дефинирала, не се запишав на филозофски факултет одсек историја, иако ми беше историјата голема љубов, ама сега ја со новинарството некако си најде начин да си ја употребиш. Да ја употребам и да ја на некој начин применам. И ми е многу драго што успеав да го направам тој баланс токму за мојот град, кој што јас отсекогаш и се гордеам што сум охриѓанка. Така. Ајде да направиме една пауза, да одиме со реклами, потоа ќе продолжиме со сагата за Охрид и сите оние приказни кои што го прават нашиот град па единствено место во светот. Одиме со блок реклама. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со џакузи, сауна и парна бања.
Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ке раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Со богат карактер, пробајте ја новата Аргета ловечка со додадено говедско месо. А како ти најмногу ја сакаш? Аргета, добрата страна на лебот. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8-те луксусни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунж бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Откри што е ново во светот на Вегета. Покажи што знаеш. Со Маестро зачините со Вегета квалитет. Маестро, прстов од инспирација. Millions of people around the world believe we have been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And if so, what if there were clues left behind, sometimes hiding in plain sight? What if we could find the evidence? Ете, почитувани гледачи, по кратката пауза за реклами, ние си продолжуваме понатака со Јокланата, продолжуваме понатака со приказната за Охрид, сагата за Охрид, како ќе каже мојата колешка Валентина Неловска, сагата за Охрид, незиното дело прво пишано кое што излезе, а има материјал за уште неколку вакви сигурно, предпоставувам. Да. Има. Многу интересен дел исто од книгата имаш посветено на храната и на сите оние специјалитети. Меѓутоа, пред да кажеш нешто за храната, ме интересира баш конкретно за еден дел кој што се однесува на охридските визити. Како дојде до идеја? Добрите стари охридски визити.
Како дојдов до идеја? Така. Сега е покојна госпоѓа Олга Балева, мора да ја спомнам. Така и започна циклусот, почна на негдека февруари, тоа беше пред приличевите беседи или пред Свети Григори. Спонтано со госпоѓата Балева се навративме на духот на убавите охридски визити. И така се роди и емисијата посветена на, да кажам, на охридските визити и еден нов циклус на емисии кои што со огромна љубов почнав да ги работам од еден поинаков период од претходните изминати сезони. Убав момент е што ето таа традиција, тој социјален, ето можам слободно да кажам, момент за дружење. За дружење во некоја изменета форма, дека и сега го задржуваме, можеби малку го менуваме, меѓутоа ето нешто што да се надеваме дека ќе остане. Но е специфичен само за Охрид. Так. Визитата е специфична само за Охрид. То се имињата претежно во минатото децата ги добивале, новороденчињата ги добивале имињата во кога си роден околу Митров, Димитрија ќе се викаш така, или Григор. Така, за водици Свети Јон, Јордан. И тие биле визити, како што рече, еден многу убав начин на дружба, на роднините, на пријателите, каде што се пеела песна, каде што се среќавале, се Знам еден благослов кој што излегол од токму од визитите, да даде Бог да ти се потат пенџерите на куќата од луѓе. Луѓе така, да. Затоа што како вела, тако во дом никој не влегува, тој не е така. Архитектонските моменти и сите оние објекти, малку познати, некои воопшто не познати, се исто така значаен дел. Или кои повеќе ги нема. Или кои повеќе ги нема, така. Да, како што е Амамот, Охридскиот Амам. Така. И таа приказна е тука поместена и доста интересна преку сеќавањата на старите охриѓани кои што раскажуваат, кои што имале можност да се капат во таа турска бања, наречена Амам. Изгледот на розовиот мермер, бледорозовиот мермер со шари, со геометриски фигури. Зградата сама по себе јас се сеќавам. Имам среќа да се сетам. Така. Тоа е нешто што... Ритуалот, кој, кога, како, па децата, па како пиеле топли напитоци, па или замамот во воска, како се правили и забави задолжително пред ритуал бил бањање, посебно кај муслиманите, пред свадбениот церемонијал. Така, доста интересни моменти. Да се навратиме на тоа на самиот почеток од вториот дел на емисијава што го спомнав, а тоа е храната. Да, храната. Ѓомлезето се тука, кошмишпитето, па мазникот. Доста подзаборавени стари јадења кои што ги правеле нашите баби, прабаби, можеби мајки, а кои што денес многу ретко ги практикуваме или воопшто и не се сеќаваме. Да, и кога ќе ги направиме гастрономски настан, кога ќе дојде некој од туристите и кога ќе проба ѓомлезе и... Да, или јагмазникот. Така. Доста други јадења кои што биле специфични токму за овој регион, а биле поврзани со подготовка, да речеме, за одредени празници. За одредени верски празници. Така, например, да спомнам сега и покојна госпоѓа Велика Стефанова, учителка во пензија, која што ги сподели со, да кажам, со нас сеќавањата на јадењата кои што се правеле за Божик, за Василица, например, како што е топеинца. Така.
некои специјалитети Да, кои што некои се поврзани со само за тој период кога е таа сезона, да речеме, дали е тоа храната која што навистина преку вкусот можеби вака изгледа незначајно, ама сепак е големо значење. Големо значење затоа што мирисот на таа храна, на тој ритуална подготовка во спомените не навраќа на сеќавањето на нашето детство или во минатото. Ти не достига калдермата? Ми не достига. Посебно таа на сургјунмала, на Пошто го потегото. спомна совршенството и несовршенството, Да, може би изгледа, калдермисаните може би е математички издржана чаршијата сега, меѓутоа Да. мене ми фали калдермата. Да. Калдермата, мирисот, спокојот некогаш, дружбата, посебно меѓу соседите. Така. Може би живеевме скромно, може би посиромашно, Ама живеевме подобро. да, подобро. Така. Ама тоа е данокот Секое време си носи свое на современиот начин на живот. Така. Многу имаш исто посветено еден добар дел во сагата за Охрид на нешто што кажа на самиот почеток на емисијата, на еден занает, можам да кажам слободно, а тоа е фотографскиот занает. Многу фамилии, многу луѓе кои што и првиот фотограф, ето кажа. Да. Не го има. И првиот фотограф тоа е Димитар Митан, ама и во сеќавањата на, да кажам сега, на генерација на охриѓани кои што се можеби така во средни, зрели години, се спомените на фотографите на браќата Паунџе. Така. На сликите кои што за време на летните месеци, испраќањата во војска, па на некои подзаборавени така моменти. Да, јас се сеќавам, на нивните излози со фотографии, така убаво декорирани. Јас најмногу од Паунчевци се сеќавам на тоа невреме 60 и некоја година на која ќе подиви Охридско езеро. Да, 62, да. Брановите. Малку виделе како знае да биде налутено езерото. Тие го баш го фатиле тој момент. Да, го заробиле тој момент. Така. Од минатото за да остане во сеќавање. Голем број на човечки судбини и приказни. Да. Има во Охридските Ромео и Јулија, Афродита и Иван. Има, навистина има. Јас имам во предговорот наведов, можеби само еден мал мој придонес до океанот во океанот писанија за Охрид и сага за Охрид. Затоа што секој автор има свој приод, пристап, емоции, начин, свое видување. Така. Меѓутоа и можеби тоа е најинтересниот дел, бидејќи не се тука само во оваа книга, не е тука само податоци и чуени, кажани, прекажани муабети, туку имаш и луѓе кои што ги живееле тие моменти за кои што ти во моментот си сакала да раскажуваш. Да. Така да мислам дека си добива некоја посебна тежина. Вака мора да го спомнам историчарот професор доктор Павле Митрески. Јас постојано цело време додека да излезе од печат не бев сигурна, искрено. Не сакав да бидам нити премногу нешто супериорна, нити нескромна професоре. Ве молам да ми кажете дали вреди јас ова што се обидувам да го оставам како еден мал мој придонес за градот во кој што живеам. Бидејќи тој ми беше и рецензент и само ми каже: Валентина, не си свесна какво богатство имаш сочувано во овие страници. И многу му благодарам и што во одвои време и посвети внимание во својата рецензија за... Ги спомнавме фотографите, па тука имаме чунари, резбари, да, од се трудев, да. Она што може би е подзаборавено, што да го на некој начин оживеам. Така. Ти фали кај Деребан да си купиш нешто? Ми фали, да. Ми фали, да. И тоа изумира, ама ево,
можеби ќе заживее, имаме луѓе кои што млади луѓе кои што ќе се родат нови генерации, ќе дојдат па ќе се инспирираат, затоа и историјата, мајсторите, занаетите. Мене искрено ти кажам, најмногу ме погоди и ми беше една од поинтересните емисии за опинчарот. Да, Чичко Милан Белески. Да. И таа историја е навистина полна со емоции. Посебно оној дел кога раскажува, кога се доаѓало и како се доаѓало во чаршијата и како знае да те спушти на крајот со немуабет кога се после 50-60 години, кога тој сега доаѓа. Се вика, јас ќе дојдам по еден час, два да си поработам. Само да не згасне занаето, да не згасне она што со стварно на човечки напори се обидува да не згасне она што тој тоа што е. Малкумина знаат дека сме имале театар пред овој театар. Малкумина знаат дека сме имале синагога во градот. Малкумина знаат како настанало сад кулата. Колку ти беше тешко да ги прибереш овие информации, бидејќи за одреден дел од книгата тебе ти беа потребни историски податоци. Ајде, тука е љубовта кон историјата и нешто што имаш, меѓутоа треба некои работи да се побараат. Вака имам некој дух во себе што сакам да ги забележам, да ги видам работите, да осознаам, да ослушнам. И тогаш читам, барам, истражувам. И не ми е воопшто тешко. Не ми е тешко. Знам и да се повлечам, да истражувам, да ги надополнам и моите знаења. Јас она што не сум го знаела да го Така, нешто ќе си поднаучиш, нешто ќе си... Па ќе слушнам за оваа личност, па ќе најдам, па ќе дојдам до неја. Не знам, некако се отвараат. Не можам јас за некој, да кажам, моменти да си објаснам како се случуваат. Некогаш низ ова ќе ми помине некој имен. И додека снимам. Ама чекај како дојдам до ова, Тој беше од таа фамилија, па чекај јас да видам кој од таа фамилија жив, па да видам кај е таа мажена или кај е тој... Да. Па тоа да се надополни со можеби истражување историски факти, да се подкрепе, да не, да кажам, така, и да се направи една некаква слика во цел тој калейдоскоп на приказни. Исто така, убав дел од покрај занаетите, што ги кажав, ето, имаше многу, сега баш ми помина, за свеќарскиот занет, меѓутоа и спортот не го имаш заборавен. Да, се трудев на вистина од сите сегменти, им беше тешко изборот да го направам. Само за изборот може потрошив искрено 3-4 месеци во размислување, ова не, па ова, па иде нешто друго, па се консултирав и со професорот Митрески, така за да дојдам до некоја... Така, да има смисла сето. Да има смисла и еден вовед во баш она во летописното живење на градот. Така. Има за веслачкиот, за веслачкиот клуб, за фудбалот има, за воскали беше, за... Па има доста сега јас во моментов. Така. За веслачкиот клуб е претежно поместено и за... Да, за пливачите. Да, Нико, Дики Бојаджи. Нешто што навистина ќе остане во сеќавање кај сите оние кои што ќе си ја земат, ќе си ја прочитаат книгата, станува збор за едно навистина супер дело. Без оптеретувања, без некои податоци кои што знаат да оптеретат чисто... Може би ќе звучи нескромно, ама морам да кажам дека оние што ја прочитале се задоволни. Тоа не се, само да кажам, мои познаници или пријатели кои што ја прочитале, па некои луѓе кои што не ги познавам, а кои ме препознаваат и ќе кажат секоја чест, како ви текнало да напишите
да ги поместите сите овие и токму за Охрид. токму и за тоа и ти зборувам, не е тоа само за податоците, туку да се најде вистинската доза на податоци, да не се обремени, бидејќи разказите кои што се приказните кои што се внатре и не се многу долги, за да се трудев да го задржат вниманието. Така посветив доста внимание и на тоа. Да нема тука историски податоци, туку повеќе, пак ќе го кажеме тоа, на приказните од луѓето да се задржам на нивните судбини. На содржината. Од ето повторно ќе кажам, има еден интересен момент и интересна приказна за последниот предвоен охридски градоначалник. Како дојде до оваа идеја да ја напишеш оваа приказна? Одамна. Одамна е за човекот кој што го проектирал градот. Ме интересираше, сосем случајно дојдов до неговото име. И во една... И морам да кажам дека за многу историски настани се консултирав со професорот Павле Митрески. Во многу наврати сама шетајки низ Охрид, низ алејата, првите, да кажем, куќи од шеталиштето што се тука, се многу убави, се многу со интересна архитектура. Архитектура која што ми го привлекла пред се мене вниманието. И во еден разговор со професорот разбрав дека една од тие куќи е на Анастас Чорбев, првиот градоначалник на И толку беше потребно. Толку беше со професорот кој што имал среќа да го познава и да соработува со него и да го истражува, значи во текот на неговиот живот како историчар, како директор на Историскиот архив во Охрид, имал контакти и професионално, па се нашли и како пријатели со неговиот татко, за тој да отвори душата, како што кажав, а професорот па да ги пренесе неговите емоции и јас да ги поместам на страниците на Сага за Охрид. Приказна за возот, дека Охрид некогаш имал воз. Да, многумина не знаат денес дека Охрид и дека името на железничка не е случајно. Не е случајно, да, дека тука врвела баш железницата и како изградена и како за населението од посебно од Дебрца, од Струга Охрид значила на вистина живот. Така. Мене ми останува, толку ни е времето, а би можеле да зборуваме уште можеби и со сати за сите овие приказни, ми останува да ти се заблагодарам за учеството во Јокламата и најубав начин, како што кажав на самиот почеток, и да го завршам јас овој прв циклус на Јоклама. Искрено ти посакувам да не застанеш тука и да раскажеш уште многу приказни. Да, јас пишувам, постојано пишувам. Да, меѓутоа да ги прочитаме и сите ние. Дали ке со оглед на моменталната ситуација, на како луѓето се помалку се свртени кон книгата, ги интересираат некои други нешта. Не знам дали ке се обидам искрено. Книгата ќе остане, ја станува, дека поминува. Поминуваат, се друго е минливо, дека книгата... Само треба многу труд, многу енергија, многу концентрација. Би сакала во овој момент само да се заблагодарам на академскиот сликар Славко Упевче. Така за кориците. И со него долго време размислувавме како да... Кои делови од градот да ги поместиме, така. И за самиот крај, пред да го одјавиме ова издание на емисијава, Валентина, од која ќе направиш една приказна, од која ќе одеше во етер, реакциите од оние кои што ти беа соговорници? Реакциите... Затоа што и самата кажа да го натераш некого... Искрено ќе ми речеа колку пати, леле, допре до душата и никогаш ништо што не сум кажал, ти кажав тебе. Така. Немам повеќе што да... Така.
што да одговорам на тоа. Јас ми е драго што сум успеала со, не знам, да допрам до луѓето, да ја отворат, пак ќе речам, душата и им благодарам на сите малкумина се кои што можеби ме одбиле или не сакале да споделат. Така, Семејната, животната сторија, така, ама јас им благодарам така. на сите оние кои што ја отвориле својата душа и придонеса да ја создадам Сага за Охрид. Јас ти благодарам што ми беше гостинка во Јокламата и чекам уште приказни од тебе. Ми беше чест, благодарам, Крсте. Почитувани гледачи, вам пак ви благодарам за вниманието што ни го посветивте нам. Ви посакувам убаво попладне и се гледам.